Што има ново? Во Што има ново, добре дојде за Бранимир Јовановиќ, наш познат економист и истражувач во Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Бранимир, граѓаните се жалат на голем пораст на цените и трошоците за живот, паѓа куповната моќ, а расте инфлацијата. Од другата страна, власта се фали со раст на странските инвестиции, раст на платите, вели дека е четврта економија во Европа според растот на бруто домашниот производ, шеста според растот на инвестиции. Како ги оценуваш економските политики на владата? Како еден голем театар, лош театар, да не кажам циркус. Значи да тргнеме од инфлацијата, пошто мислам дека тоа е најгорлива тема, моментално за граѓаните и не само моментално, него последниве неколку години. Ја мислам сега инфлацијата достигна, последниот податок е дека достигна околу 5% во јули. Кога дојде пред да дојде на власт оваа гарнитура, инфлацијата беше под 3%, беше 2,6 или така нешто. Неколку месеци поред беше под 3%, значи се стабилизираше инфлацијата. Не викам дека претходната влада беше премногу добра, но поради X причини таа се стабилизираше. Кога дојде на власт оваа гарнитура, со сите нивни мерки за само неколку месеци успеа инфлацијата во септември-октомври по оние есенски кошнички да ја кренат пак на 5%. Потоа ги замрзна цените, се намали малку на нешто, не знам, последниве пред ова ново разговорување дојдо пак под 3% и сега откако го укинува замрзнувањето пред 2 месеца, во јуни-јули пак дојде на околу 5%. Така што инфлацијата откако дојде на власт оваа гарнитура првите неколку месеци 5%, падна после со замрзнувањето на 2-3%, сега пак се качи на 5%. Значи, претходно беше под 3. Значи, тотално неспособност во тој поглед, ако ги гледате бројките. Сега, ја мислам, што е главното прашање? Ја прво мислев дека владата е неспособна, односно не знае што да прави со инфлацијата. Мислев дека стварно сака да ја стават под контрола, со оние есенски кошнички стварно нели кога кажа замрзнуваме овие производи, после тој новогодишни кошнички. Мислев дека стварно сака да помогнат на граѓаните, ама едноставно не беа свесни дека тоа ќе биде контрпродуктивно. После тоа мислев дека, тоа се покажа дека не е точно. После тоа мислев дека на владата не е гајле што се случува со инфлацијата, затоа што едноставно тие си имаат плати од 2000 евра, што им гајле што нема обично човек хлеб да јаде. Ја знаете на народна поговорка, ситиот на гладниот не му верува. Така што мислев дека просто не им гајле, затоа пуштаат да се случува тоа што се случува, преземаат некои мерки ради театар, ради глума, но всушност не им гајле. Сега ми имам една теза, не ме само сега, веќе неколку време е таа теза, мислам дека владата намерно ја крева инфлацијата, односно намерно ја разговорува. Зошто? Затоа што инфлацијата е позната како данок. Познато е тоа во економската теорија, економската наука, инфлаторен данок, затоа што кога имате инфлација, цените на производите растат, ДДВ-то што го наплаќа државата од тие производи е повисоко, се полни буџетот. И ако ги видите податоците од буџетот за Македонија последниве неколку месеци, ќе видите дека стварно приходите се нешто посилни отколку порано. Тоа е поради инфлацијата. Друг познат ефект што го има инфлацијата е што го намалува долгот. Го знаеме тоа од времето на Југославија. Ќе земете кредит за стан, поради инфлацијата ќе го изеде долгот, враќате нешто ситно, го земете само практично за џабе. Познато е дека инфлацијата го јаде долгот и оваа влада мислам дека тоа е втората причина зошто ја пушти инфлацијата, затоа што тој им го намалува јавниот долг, оние милиарди што ги земаат унгарски ова, тоа им го инфлацијата малку им го намалува јавниот долг. И третата причина зошто мислам дека тоа го правите, затоа што всушност им треба нешто за да кажат, да најдат некој виновник. Значи сега луѓето ќе има малку инфлација, цените поскапеа ова, владата ќе ги обвинува супермаркетите, ќе вика бизнисмените се криви, супермаркетите, тие се алчни, тие се крвопици, тие криват инфлацијата, удрете по нив. И граѓаните ќе се насочат кон нив, а владата ќе вика ние пробуваме нешто да направиме и на некој начин имате состојба кога владата глуми дека нешто прави, а всушност ништо не прави, а од друга страна бизнисмените тоа им одговара затоа што нивните профити се зголемуваат. Така што мојата генерална теза сега е дека владата намерно ја пушти инфлацијата да расне затоа што тоа им оди во прилог. Премиерот Мицкоски пред неколку дена рече дека ако имаме раст на платите од 11, 12, 13% на месечно ниво, а инфлација од 4%, тогаш нето имаме зголемување од 7%. Во реалноста е дека пред да дојде на власт оваа гарнитура, не знам, јули, лани, од прилика пред една година, реалниот раст на платите беше околу 11%, реален, коригиран за инфлацијата, затоа што претходната влада во очи на избори ги крена платите, и минималната плата и плата во јавна администрација, и поради тоа имаше реален раст платата од 11%. Откако дојде оваа гарнитура на власт, реалниот раст на платата одеше само надоле и дојде негде од 4-5% на почетокот од оваа година, и сега откако мора да ја зголемат минималната плата, нели законски во март секоја година таа се зголемува за инфлација од претходна година, малку скок на пак плата
платата и сега тој растон што го збори 6% или колку и да е поради тоа. Меѓутоа, тие податоци се на инфлација која што беше околу 3%, кога беа замрзнати цените и кога имаше свеж раст на минималната плата. Кога ќе излезат најновите податоци за платите, кои што ќе бидат сега за јуни и јули, со оваа инфлација од околу 5%, реалниот раст пак ќе падне на 3-4%, што практично ви покажува дека трендот од како е дојдена оваа власт, оваа гарнитура на власт е скроз надолу, од 11% на 3-4% раст на платите. Така што можеби 3-4% раст на платите на некој модел дека окей, ама пазите, никогаш ще треба да забораваме што всушност тоа значи на обично човек. Сега ќе дам еден податок. Сега работиме на нашиот институт, правиме база на податоци, како се живее на Балканот во споредба со Европската унија. И еден од податоците што ги земеме таму е просечна плата. Просечната плата во Македонија како процент од европскиот просек, знаете колку е? 35%. Значи тие 700 евро колку и да се просечна плата во Македонија, кога ги ставите во сооднос со платата во Европската унија, ви се 1/3 од прилика. Од друга страна, цените во Македонија, знаете колку се како процент од Европската унија? Околу 60%. Така што ако земете колку е колку да кажеме цените во однос на платите во Македонија се дупло повише од колку што се во Европската унија. Така што во секој поглед кој да земете податок, платите во Македонија се премногу ниски и затоа единствената политика тука мора да биде накачување на платите, ако сакате да им направите на луѓето да имат нешто за живот. Меѓутоа оваа влада мислам дека не сака. Зошто премиерот, односно владата, не сака да ја зголеми минималната плата на 500 евра, ако имаме голем економски раст како што се фалат? Зошто имаме европски цени, како што велиша, немаме европски Затоа што плати? премиерот и владата работат за бизнисмените. Со кого се среќа премиерот секоја втора недела? Не се среќа со синдикатите, не се среќа со работниците, не се среќа со сиромашните, се среќа со бизнис заедницата. Неколку пати сме го виделе, заедно кажува и едниот и другиот и председателот на Стопанската комора и премиерот кажуваат ние ќе работиме заедно, ние сме партнери оваа. Тоа е главната причина што премиерот не работи за не му е гале за работниците, не работи за сиромашните, не му е гале што како живее обичниот човек, туку се грижи само за бизнисмените, пред се за крупниот бизнис, пред се за оние олигарси кои што профитираат во секоја криза. Така што зошто днеска да зголеми платата? Затоа што ако зголеми платата ќе им ги намали профитите на овие големи фирми кои што всушност го контролираат, со на кои што тој им седи во скут и затоа тој да се оваа приказна дека платите, но знаете, имате ако сакате да направите нешто, наоѓате начин. Ако неќете да направите нешто, наоѓате изговори. Владата постојано наоѓа изговори зошто да не ги покачи платите. Те, не знам продуктивноста, те не знам инфлацијата, те ова, те она, се тоа изговори. Ништо тоа не е издржано од економска гледна точка, тоа се само изговори, затоа што всушност не сака да ги покачат платите, затоа што му служат работат во интерес на бизнисот, на крупниот капитал, не на обичниот човек, не на сиромашните. И Мицкоски најави пресметување на 5 потрошувачки кошнички за самец, за млад брачен пар, 3 члено, 4 члено семејство за пензионери. Имаше критики дека владата со ова сака да го сокрие падот на куповната моќ на граѓаните. Според тебе што мислиш? Која е целта на владата? И 10 кошнички да направат, нема пак да му го наполнат фрижидерот на сиромашниот човек, ниту на оној што живее сам, нити на тие што имаат едно дете, нити на тие што имаат 3 деца. Колку и да направат кошнички, тоа никако не е менува реалната состојба. Зошто владата го прави тоа? Затоа што на некој начин сака да демаскира дека всушност нешто прави. Сака да прави порека дека нешто прави во однос на тоа прашање, а всушност ништо не прави. Тоа е главното, на владата не сака да ги покачи платите, затоа што работи за бизнисот и само наоѓа изговори зошто да не го направи тоа, па не било добра методологијата на синдикатите, па не било ова, па не било она. Што и да каже владата, фактот останува дека откако е дојдена на власт, откако се тие дојде на власт, потрошувачката кошница, таа што ја прави синдикатот, колку и да не е реална, е зголемена за околу 5000 денари. Тоа е скоро 10% во периодот помалце од една година. Можеби не е тоа за секој човек, за некој повише, за некој помалце. Па прашајте ги луѓето на улица, дали тие навистина живеат подобро сега, дали цените навистина не се зголемени или навистина се зголеми. Така што тоа е висинското прашање што треба да си го поставиме. Меѓутоа, зошто владата не сака да си го постави тоа прашање? Затоа што нивните плати се добри, нивните плати не се само платите добри. Тие имаат и многу други бизнис дилови со тие бизнисмени за кои што работат, поради кои тие си живеат супер, така што не име гале за обичниот човек за тоа како тој живее. Од друга страна, премиерот па вели дека криминалот и корупцијата се сопрени во земја за разлика од претходниот период, дека воопшто веќе нема таква пракса на
криминал и корупција. Па има еден вид за тоа, кај нас више нема корупција, ја легализиравме. Така што мислам дека тоа веројатно сака да го каже примерот, се она што е коруптивно однесување, сега тие го легализираат и е согласно, како што викаше некои претходни, ако ви текнува, се е согласно уставот и законите. Така што мислам дека тоа е всушност таа приказна, а нема тоа апсолутно никаква врска со реалноста. А пак ќе кажам, значи што и да зборат, реалноста останува дека на луѓето не им е подобро, луѓето живеат многу полошо отколку живеат претходно. И мислам дека цената за тоа ќе дојде тогаш прашање само на времето, кога тоа ќе се случи. Какво влијание ќе имаат овие странски заеми кои што унгарската милиарда па договорот со Велика Британија? Јавноста во последен момент дозна за овие кредити, каков ќе биде ефектот според тебе? Да, унгарската милијарда ја земавме пред околу една година. Во овие година дена владата викаше ќе дадеме 500 милиони евра, не знам, за отплата на стар долг, окей. Останатите 250, делот тие 250 милиони кидат за подршка на фирми, други 250 милиони кидат за градење на инфраструктура по општините. Година дена помина откако го најавува тоа, не видовме ниту еден проект. Во однос на овие 5-6 милиарди од Британија, мислам дека ќе се случи истото што се случи со унгарскиот кредит, односно ништо нема да се изгради. Може да ги земат тие пари, ама нема ништо да се изгради. Значи ја ќе бидам пресреќен ако владата на вистина ја изгради таа железница што е зборок. Има сега тука дискусии дали треба една пруга, две пруги, каде да се гради, таму Вардарска долина, не знам што. Технички се тие работи, немам стручност по тоа прашање, не можам да коментирам. Меѓутоа ќе биде добро за Македонија како земја ако се изгради брза пруга што ќе ја спојува Србија со Грција и ќе можам ја на пример од Австрија да дојдем со воз до тука или не знам некој што иде од Србија да иде до Солун со воз. Ќе биде тоа супер ако се направи. Меѓутоа оваа влада нема капацитет да го направи тоа. Го гледаме тоа според унгарската милијарда. Не може таа милијарда, тие 500 милиони да ги искористат за ништо. Една уличка да направат, една чешма, што и да е да направат за година дена. Ја стварно не гледам како ќе успеат да изградат тие брза пруга. Апсолутно тоа нема шанса да се случи, но пак мислам дека тука поентата е дека како она што го прави Трамп, американците тоа го нарекуваат flooding the zone. Премногу работи, вести пуштаат секој ден. Четврта економија во свет, не знам, најдобри посреднски инвестиции, нема корупција, ова она, автопат се гради, плати ова она, и луѓето премногу се бомбардирани од информации, не може да изведат што е вистина, што е лага. Мислам дека тоа е тука тактиката на владата. Само збориме ова она ќе направиме, на луѓето више не им доаѓа преку глава. Не ги ни слушаат, на ништо не веруваат, ама едноставно не се ни бунат. Толку се бомбардирани од информации, што више не е мегал. Мислам дека тоа е поентата тука, како ќе направиме ова, ништо тоа нема да направат, ама на луѓето им доаѓа преку глава и креват раци и не реагираат више на ништо. Сосем на крај, накусо, каде греши најмногу власта и што треба да се направи за да се спречи оваа економска криза која што е очигледна? Не, ја мислам дека власта не греши затоа што власта си работи супер во нивен интерес. Грешат луѓето што мислат дека оваа власт работи за граѓаните. Не, оваа власт работи за нив самите и за крупниот капитал. И ако гледате, ако го земете тоа во предвид, тие работат супер затоа што тие откако се дојде на власт сигурно се збогатени 2-3 пати. И бизнисмените за кои што тие работат сигурно исто така се збогатени 2-3 пати. Така што они работат супер за нивен интерес. Грешат луѓето и опозицијата и обичните луѓе, сите други, што ништо не прават. Тоа е грешката, што сите чутат, сите премолчуваат и медиумите ако сакате, што на некој начин наминуваат се што ќе направи оваа влада. Разбирам ја, можеби треба време, можеби се свежи лузните, се тоа од минатите протести се останато, меѓутоа додека не се случи луѓето да излезат на улица, како што излегуваат сега во Србија со месеци да вика доста не е више, не сакаме више вака да живееме, мислам дека оваа влада ќе продолжи да си го прави. Не е владата крива, таа си работи супер за нив, тие си се богатат, на крај нема да завршат у затвор ако продолжи вака, како што никој не завршил у затвор, криви се луѓето што седат дома. Значи луѓето мора да излезат, више да станат, да кажат преку глава не мора одма да станат, разбирам, треба време да се организира и све тоа. Пробува нешто нели околу Кочани, па и тоа се саботираше, све тоа, меѓутоа да се работи на тоа, да се работи на политичко организирање за да се излезе на протести и не само тоа, ќе се смени оваа влада, ќе ја смените, некој ќе ја смени оваа влада, ќе падат, никој не владел вечно, но што понатаму, што ќе се прави понатаму? И тука ќе искористам прилика да ја критикувам претходната влада. Значи ние го сменивме Груевски, протестиравме сите заедно против него, го сменивме, додавме на власт, дојде некој на власт, не е битно кој. Тоа што го правеа тие не се разликуваше суштински од она што го правеше Груевски. Тоа е клучната грешка, тоа е на главното што треба сите да си го кажеме, да го запамтиме дека откако ќе паднат овие и ќе дојдат некои други, не сме да се однесуваат исто како нив. Него мора да има суштинска промена. А суштинската промена во економската сфера значи дека морате да се тргнете од крупниот капитал. Не можете да му слугувате на бизнисот. Доста е више, 30 и кусур години само тоа има. Така се изгради Македонија, независна Македонија, со олигарсите, тие што беа претходно комуњари, што беа во комунистичка партија, директори што и да е,
тие ја направија приватизацијата, се збогатите преку ноќ. И после тоа имавме и Љупчо, и Груевски, и сите други Заев, Кочан, Ѓучев, сите останати, сега и овие најновите, исто тоа го прават. Значи имаме ние постојано некој вице-премиер од кој што доаѓа од бизнис сектор, или да немаме формално, имаме премиер кој што секој втор ден иде кај председател на комората, доста е тоа. Значи тоа е основното што мора да го разбереме откако ќе се сменат овие работи. Значи прво мора да станеме, да ги срушиме овие, да ги смениме, и второ кога ќе го направиме тоа мора да има многу поинакви политики, суштински различни политики кои што ќе бидат од интерес на обичниот човек, на сиромашниот, на работникот, на селанецот, а не политики кои што бидат на олигарсите, на богатите и на крупниот капитал. Бранимир, ти благодарам за овој разговор. И јас на тебе. Што има ново?